Денес го започнуваме разговорот со кој што секако го најавувам еден од можеби поинтересните настани кон крајов на годината кој што се случува за прв пат избираме маш на годината. Верувам дека ќе биде доволно интересно да го проследите разговорот во однос на тоа какви се критериумите кои се може да учествува во овој избор, кои се оние кои што одлучуваат за тоа кој можеби е највлијателниот маж во својата област и генерално секако кој ќе биде оној кој што ќе ја понесе титулата маж на годината за Македонија за изминатата година. По продолжение разговараме со организаторот на овој настан, Марко Костадиновски. Марко, добро утро. Добро утро. Ти благодарам што си со нас ова утро да поразговараме за овој навистина значаен настан. Давате големо внимание на машката популација. Доста често се избирале жени, жени на годината, жени предприемачи. Сега веќе одлучувате да направите еден настан каде што мажите добиваат прво место. Да, за прв пат се одлучивме на еден ваков чекор кој што мислам дека е доста интересен од аспект дека мажите во последните години некако како да се маргинализираат самите себе си од оној аспект дека давајќи внимание на жените. жените постојано. Така да мислам дека не знам, успеавме да донесеме една приказна која што има секако во светов, нешто кое што веќе постои насекаде. Така да мислам дека овој начин на набирање на успешните мажи ќе биде еден само коректив на сите оние други кои што се кои што целат кон нешто во животот, кои сакаат некаков си успех или да се надоградуваат себе си. Така да тоа е вака една базична работа. Иначе ние како машки сајт на годината кој што веќе постои неколку години, одлучивме дека треба да придонесеме колку што е можно повеќе за таа машка популација и да учествуваме во градење на сите тие како да ги кажам, нели, лични надоградување на секој поединец, на секој маж. Така да во текот на годините направивме прва машка онлайн продавница, значи таа се вика Friday Shop, која што веќе постои неколку месеци и е специјализирана само за мажи. Така да од тука почнаа сите оние работи кои што сакаме да ги правиме за мажот да го направиме да биде поуспешен. Нели мислите дека е потешко да се направи онлайн шоп за мажи отколку за жени, знаејќи дека жените се поголеми потрашувачи? Па да, малце е предизвик само по себе. Самиот начин на онлайн купување е предизвик само по себе, бидејќи кај нас луѓето се помалце, односно во последните години повеќе купуваат, меѓутоа тоа е некој си све некако споро оди, сите работи некако се случуваат многу споро. Така да мислам дека се позиционираме на пазаров, да ги натераме, да ги мотивираме да купуваат. Жените купуваат многу повеќе и за мажите онлайн, него мажите генерално, така да се трудиме да правиме некој баланс. Како реагираа соработниците, блиските луѓе и сите оние кои што беа вклучени во организацијата на овој настан избор на маж на годината? Имаше ли можеби сомнежи дека сето тоа ќе успее, дека ќе биде прифатено? Па првично значи реагираа многу позитивно, меѓутоа си имаше она доза на сомнеш, она каде што луѓето ајде прв пат е, па сега како ќе биде, па кој се ќе биде таму, па дали има спонзори, нема спонзори, па кој ќе добие награда. Така да од тој аспект мислам дека имаше некој скептицизам, меѓутоа ова е нешто што го има сегде во светот, како што кажав, меѓутоа ние касниме за сите работи и решивме ние малце да се ангажираме повеќе да донесеме некој новитет. Така да мислам дека успеавме да им покажеме на луѓето дека со оние поддржувачи кои застанаа позади нас, како што се Сојузот на стопански комори, Асоцијација на менаџери на Македонија, да докажеме дека се работи за сериозна награда, значи за сериозен настан, организација, која што има за цел да биде традиција, не само еднократно да си направиме ние да ни биде интересно, него да биде тоа понатака. Ја работам градење на имидж на компаниите, тоа ми е кор од веќе неколку години, така да сигурно не би си играле со имиджот наш генерално за да направиме некаков си лапсус. Што се однесува исто многу интересно што од кога почна целата кампања и сите луѓе од кога почна веќе да слушаат за настанот, почна и оние лобирања за награди, меѓутоа изрично рековме дека тие работи не сакаме да бидеме панаѓур, сакаме да направиме нешто кој што стварно некој што заслужил да ги добие сите оние почести како маж на годината. Кои беа критериумите за да може еден маж да учествува во овој избор и колку категории се секако? Верувам дека има повеќе категории каде што ќе се надпреваруваат успешните мажи во Македонија. Така, значи имаме 10 категории. Тоа е маж на годината, млад маж на годината, маж странец, маж со најголем придонес во општеството, со придонес во културата, спортот. Имаме избор на социјални медиуми, значи имаме гласување активно кое што е до утре. Имаме маж со најдобар стил и имавме уште една награда, сега не ми текнува, мислам менаџер дека беше на годината. Критериумите се многу едноставни, тоа е да си
да имаш лични успеси генерално, значи ние ги следиме мажите, ние ги следиме компаниите кои што се позадив, меѓутоа да се успешни во работењето, да се успешни во општеството, да негуваат некаков си стил на облакање, да негуваат некаква си култура, да бидат прави џентълмени. Тоа беше она кое што беше тие некои 5 критериуми кои што беа представени до жири комисијата, бидејќи жири комисијата беше таа која ги номинира и која одлучуваше за кои треба да добие. Така да тие беа некои си основни параметри. Нормално сега некој повеќе, некој помалку, не правевме некои си строги да бидат сите тие работи, бидејќи пак ја кажам, сакаме да влијаеме луѓето на критичноста во одредени работи, бидејќи ние во Македонија немаме критична маса која што може да кажува за одредени работи и полека сакаме да ја градиме. Така да тие се некои критериуми кои што еден маж треба да ги исполни за да биде дел од сета оваа манифестација, односно потенцијален добитник. Верувам дека немавте потешкоти да селектирате мажи затоа што има доволно успешни мажи во своите области во Македонија кои што делуваат на своите полиња, но сигурна сум дека жири комисијата имаше навистина тешка работа да се одлучи кои ќе бидат номинирани и секако кон кои ќе одат гласовите. Па како го одбравте жирито кое што за прв пат има ваква можност и привилегија да одлучува за успехот на мажите? Дефинитивно е тешко. Имаме успешни мажи како што кажавте, и млади и постари кои што веќе се докажани во бизнисот, има многу млади потенцијални кои што стварно грабаат и газат многу јако. Жирито го одбравме од аспект на кредибилитет кој што ќе донесе во одредени аспекти. Тоа е Сојузот на стопански комори кој што стварно ги има сите оние информации, бројки за секој компанија, ајде да речеме, и луѓето кои што стојат позади тие компании, бидејќи они се нонстоп во тој реален бизнис сектор. Они се и не само во бизнис сектор, да не ме садат погрешно, во мажење на годината спаѓаат и менаџери институции, дури од влади, од општини, значи не е важно, важно е мажот да биде успешен во на кое што го прави. Имавме асоциација на менаџери на Македонија која што стварно и она ги следи многу менаџерите од Македонија и тоа длабоко детално. Имаме од Rotary, имаме од Lions International, имаме од US American Chamber, AmCham, кое што е, имаме од новинари, имаме бизнисмени, така да направивме една палета од сите можни професии, од сите можни институции. Дали се повеќе жени во комисијата? Има и жени во комисијата, меѓутоа мислам дека не беа повеќе. Не беа повеќе, али имаше и жени доста, да. Да. На 28 се случува овој настан, го организирате во Трент Гастро бар, каде што ќе се случува доделувањето на овие признанија, па со кого се организиравте оваа манифестација и како е замислено тоа да изгледа доделувањето на наградите? Знаете веќе дел од добитниците, но се уште се чуваат во тајно, се чека главната одлука. Така е. Значи забавата ќе започне, мислам, тоа не е забава, тоа е гала вечер, која што ќе трае 2 часа, од кои што 1 час ќе биде официјален дел каде што ќе бидат наградите, каде што тоа ќе изгледа на стварно високо светско ниво. Ќе биде околу час и 10. Потоа преминуваме во оној класичен коктел дел каде што ќе има јадење и пиење за гостите. Сакаме да внесеме и доза на хедонизам натре. Сакаме да имаме да може луѓето да запалат пури, токму затоа го одбравме Трент, бидејќи простор каде што после се дозволува и оној момент на опуштање. Да, опуштање, хедонизам, ја го викам, ајде да биде така. Го организираме заедно со Моментум, значи они се партнери во целата приказна. Моментум е агенција која што работи организирање на настани, има доста успешни проекти позади нив. Така да мислам дека како концепт ќе биде стварно интересен. Нема да биде премногу, ќе оди во живо на социјални медиуми, имаме и тоа предвидено, така да сите оние, бидејќи нема да биде од отворен тип, ќе биде од затворен карактер, ќе бидат само 300 гости поканети, кои што заслужува да бидат дел од таа цела приказна, нормално и вие ќе бидете како наши пријатели. Ќе има и лайв стриминг кој што ќе можат сите да го следат сето тоа. Да, ќе биде навистина интересно со тоа што се случува за прв пат го организирате овој настан, оваа манифестација која што како што и самиот кажавте, не сакате и нема да дозволите да се случи некој лапсус затоа што имате долгогодишно успешно искуство во менаџирање и работење и креирање на имидж, така што верувам дека и оваа манифестација ќе направи еден убав имидж помеѓу сите бизнисмени, успешни луѓе, мажи, општествено одговорни личности кои што и понатаму ќе се трудат да делуваат во општеството за да последната година доколку оваа година не успеале да се најдат во некоја од категориите, успешно газат и понатаму за да освојат некоја статуетка. Ќе имаме ли статуетки? Какви ќе бидат наградите кои што ќе ги добијат? Имаме статуетки, нормално ќе има и подароци од нашите спонзори кои што се сите вклучени во целата организација. Иначе имаме статуетки стварно се многу добро дизајнирани, ги дизајнираше еден наш дизајнер кој што работи кај нас, така да ги направи да изгледаат многу добро.
ќе видите све на настанот. Да, ќе видиме сега, верувам дека ќе имаме можност да разговараме и со дел од добитниците на наградите во некои од следните изданија по завршувањето на оваа манифестација. 28 рековме затворен тип, но социјалните мрежи ќе пренесуваат во живо и токму таму ќе ги видиме веднаш добитниците на наградите. Марко, ви благодарам за овој убав настан кој што го организирате, да се раздвижи малце во позитивна смисла случувањето во градот и да се сврти вниманието кон успехот на луѓето кои што делуваат, и верувам дека ќе имаме прилика и понатаму да се гледаме со убави настани кои што ќе ги организирате. Ви благодарам и на вас. Драги гледачи, тоа беше најавата за изборот на маж на годината кој што се случува на 28 овој месец. Ние ќе ги пренесеме добитниците. Секако вие можете да ги следите социјалните мрежи и навремено да видите кој во овие 10 категории ќе ја понесе титулата најуспешен. Ние тука правиме пауза, потоа се враќаме во студиото и ве водиме во театар преку нашите гости кои што ќе бидат дел во студиото и разговорот за представата која што премиерно беше поставена на сцената на театарот Комедија Викенд на мртовци.